4 тома од ракописната оставнина на револуционерот и гемиџија Павел Шатев денес беа промовирани во Кратово во рамки на манифестацијата Кратовско културно лето. На денот кога Кратово одбележува 131 година од раѓањето на својот великан, светлината на денот ја доживеа првиот том на историјата на Македонија, вториот том на биографијата на Борис Арафов, четвртиот том на полициското досие на Павел Шатев и книгата Спомени. Нови моменти за животот на гемиџијата дознаваме од Предраг Димитровски, човекот кој е виновен што ракописите на Шатев неговата ќерка Милка и ги подари на Македонија. Негова предпоставка е дека Шатев неслучајно го избегнал Голи оток. Податокот дека Јосип Броз Тито и основачот на југословенската УДБА, односно ОЗНА Јосип Копенич, престојувале во почетокот на мај 1940 година во Цариград, место и град со кој Шатев имал исклучително добри врски и контакти по разузнавачка линија и му се враќа со тоа што него упатиле по апсењето на Голи оток, за разлика од голем број други македонски револуционери кои исто така под плаштот на информбирото завршиле трагично со својот пат. Наскоро се очекуваат нови 4 тома од ракописите на Шатев да излезат од печат.